Јас мојот одговор ќе го почнам. Прво со причините зашто ова ни се случува. Значи, ова е просто неверојатно што ни се случува тука во собранието. Имаме два вида на причини и тоа први се странските причини. Значи, ова воопшто не се работи за никакво влегување на Република Македонија во ЕУ. Тука се работи за отпочнување преговори за Албанија. А за нас ќе остане ние да бидеме вечно закочени и никогаш да не влеземе во ЕУ. Не е случајно зашто ова е всушност и француски предлог. Франција е еден од најголемите противници иначе на проширувањето на Европската унија и со ова они фактички си ја завршуваат работата, ние ќе бидеме едно закочени, значи никогаш нема да влеземе. И второ, ние ќе бидеме криви, на нас ќе биде префрлена вината, зашто до сега, нели, ЕУ е крива, де Франција не ќе, де Холандија не ќе, де вака, де така. Сега ќе викат, па вие не ќете Пилинденско да е бугарско, па вие не ќете Гоце да е бугарин. Не сме ние криви, тој камен они си го тргаат и ќе се бават со многу побитни работи од нас, како што е, нели, кризата во Украина, и на крај се удоволува на апла фашистичките барања на Бугарија, кој што е, нели, нивна членка, па они си се држат заедно. Од домашните, значи, причини, албански политички фактор си лобира за Албанија, нормално тој и тоа, нели, за нив е тоа нормално, небитно што над 70% од платата им е платена од неалбанци, они немаат чувство за оваа држава и си лобират. И господинот, нели, колегата Селја исто беше загрижен, повеќе им береше гале на Албанија него на Македонија, да не грешеле, нели, во нивната надворешна политика. Од друга страна, СДСМ со ова катастрофално владење, од една страна сака да го оправда Преспанскиот договор, значи да има со нешто да иде на избори, од друга страна да не им падне владата, затоа што ако некој реагира на притисок и на најмал притисок, тоа е СДСМ, сега имате притисок тука од ДУИ за ова да се иструка, и нормално странците кај нас, за жал, е политичка традиција големите партии да го бараат легитимитетот не пред народот, туку пред странскиот фактор. Значи странскиот фактор некако овој брод кој тоне, наречен СДС, да го одржи уште барем 2 години, па после, значи, да идеме на избори. Само накратко, значи, билатералниот спор помеѓу Македонија и Бугарија е апсолутно дел, затоа што преговарачката рамка многу јасно не враќа на член 12 од договорот за добрососедство, така наречениот, и со тоа ние фактички сите проблеми ни се вратени назад во преговарачкиот процес. Јазикот не е заштитен. Сега за прв пат ќе признаеме унилатерална декларација, значи, од Бугарија, кој што нашиот јазик ќе биде деклариран како значи дел од бугарскиот јазик, тоест дека потекнува од бугарскиот јазик, и ние во таква една ситуација кој ќе дојдеме, значи поглавје 34 нема да дојдеме, ама дури хипотетички да дојдеме, во таква една ситуација што ќе бараат бугарите, нивната унилатерална декларација се признае, а не и не или ќе бидеме заглавени, или ќе мораме да признаеме дека нашиот јазик е дијалект. И сега ќе се обидам по набрзина да се обратам на трите политички чинители кои што ово го туркат. Вчера и во мојата обраќање, во мојата реплика кон колегата Павле Трајанов, убаво реков, значи малите партии ДОМ, ЛДП и Демократскиот сојуз има 4 партеника, они може да струшат владата, таму е нивната политичка сила, они мораше да кажат јасно и гласно сега додека зборувам да излезат на прес и да кажат дека ќе излезат од владата. Се друго е предоство, се друго е, значи, една гнасна манипулација и фрлање магла на очи на овој народ. Да не беа они, ова најверојатно ќе се гласат влада, таму немаше да смеат да бидат против, тука ќе смеат за да си отвараат вратата, евентуално да се исперат, значи, пред народот и да може да одат и сами на избори. Околу албанскиот фактор, значи албанските партии, кај нас албанските партии бараат легитимитет и го бараат гласот на гласачкото тело преку, нели, таа така наречена борба за човекови права. Таа борба за човекови права на албанците тука, кој што е постепено делегитимирана посебно после 2001, и на народот му е јасно дека тоа всушност е борба за територија, дискриминација и доминација на македонскиот народ. Откако албанските партии држат, значи, функции и се дел од политичкиот процес,
можете обичниот македонец да го прашате, обичниот македонец е дискриминиран и третиран како граѓанин од втор ред во сите институции каде што тие доминираат. Ова е единствената шанса, некако, таа борба, тој наратив да се спаси. Само сега, ако колегите албанци се одважат и гласаат против, ќе остане нешто од тој наратив, затоа што не може еден опресиран народ, како што бил албанскиот народ, да не се солидаризира со ова што му се случува на албанскиот народ. Замислете, еве да го земеме Скендербек само на брзина, како се вика мајка му на Скендербек? Воислава. Постариот брат Станиша. Еве неколку од неговите сестри, Мара, Јелена, Ангелина, Влајка. То се српски, то се словенски имиња. И се замислите да мора да се откажете, колеги, од Скендербек. Ке кренете ли рака? Ама ке кренете за ние да се откажеме од Гоце Делчев. Не може, меѓу тие две работи нема равенка. Или сега ќе застанете и ќе се одважите и ќе биете против, или ова вашата борба со собранието, уште еднаш ќе повторам, ќе остане борба за територија, доминација и дискриминација. И како такви ќе биете запишани во историјата. И сега само да се обратам и кон најглавниот тука политички фактор, и тоа е СДСМ. Значи СДСМ потеклува од комунистичка номенклатура. Материјалните услови се интересна работа. Значи материјалните услови мелат се во 90-те години, значи СДСМ веќе беше неколку генерации одсечена од првичното комунистичко раководство, значи оние луѓе од планина кои што дојдоа, значи тие луѓе со црс карактер кои што изгради оваа држава, и таа една елита фактички што се створи таа ситуација да тие уживаа поголеми привилегии од народот, си создава едновитна собствена наратива, како да кажам, и нивната наратива надвор према народот е и од секога била, значи тоа треба да влезе како израз во македонскиот јазик, онаа позната СДСМовска, значи ароганција. Тоа е ароганција према обичниот народ, тоа е гадење и презир. Додека према другите политички чинити, према тие кои што имаат моќ, имаме еден слугински менталитет, еден измекерски менталитет, еден колонијален менталитет на колонијални фактички слуги, на колонијални поданици. Небитно дали тоа е према политичката испостава на поранешното УЧК-ДУ или дали е тоа према странскиот фактор, секогаш тоа се гледа за разлика од нив. Значи македонскиот народ е народ кој што се борел, значи се борел во Илинден. Ако малку познат факт, иначе кога се ослободувала Бугарија, повеќе доброволци имало Срби и Црногорци него бугари. Замислете. Значи таа наша борба во Илинден е 10 пати поголема од борбата за ослободување Бугарија. Овој народ се борел, за разлика од вас. Овој народ се борел во НОП, овој народ се борел во НОП, овој народ се борел во ДАК. На моменти до 80% од партизаните ДАК биле македонци, само раководството било грчко, за да се оправда борбата, како грчка. И тука имаме диаметрална спротивност на СДСМ, на елитата на СДСМ и на народот кој што наводно СДСМ го води и тука седат и ја формираат владата и треба да го водат. И таму нема компромис. Со оваа ваша одлука да избуткате вакво нешто, ја мислам, знаете, луѓе често зборуваат банана држава, не знам, афрички држави, тоа е срамно да ги навредуваме. Има 10 пати поголеми и подобри елити од нас. 10 пати по-силни водачи него нашите. Ние сме банана државата, не тие. Вие со ова ваша одлука и без тоа ви следуваше пасокизација, значи тоа е еден природен политички процес. Вака пасокизацијата забрзувате, според мене, минимум за 1 до 2 циклуса, значи ако требало за 10 до 15 години да исчезнете, ќе исчезнете за 4 до 6 години и буквално како партија нема да постоите после ова. И јас себе ќе кажам, конечно,